Чест ми е што денеска ги потпишуваме и дел од договорите за набавка на приплодниот добиток, со цел зголемување на стадата и нивна обнова од годинава за оваа мерка. Набавка на приплоден добиток драстично ја зголемивме. Поддршката и наместо 14 милиони денари кои што беа во 2018 година, оваа година се зголемува за 10 пати повеќе, односно 150 милиони денари кои што ќе бидат ставени на располагање за обнова на генетскиот потенцијал во државата, во сточарство, вклучувајќи добиток од педигрирани машки и женски приплодни грла, кози, високостелни педигрирани јуници со исклучок на расата буша, педигрирани машки и женски приплодни грла овци од увоз, кои исто така и од признати организации. Максимална вредност на прифатливите трошоци по корисник изнесуваат 6,5 милиони денари. Апликантите кои ги исполниле условите и ќе бидат поддржани преку оваа мерка, ќе можат да добијат поврат на средства од 50 до 75% од вкупната нивна инвестиција. Колку поврат на средства ќе добие, зависи од тоа во какви услови го одгледуваат стадото, дали носителот на земјоделско стопанство е млад земјоделец или пак жена. Сточарството изминативе години беше запоставено и затоа овој период сме насочени кон креирање на нови мерки и политики за развој на оваа земјоделска гранка. Во таа насока и побарање за развој на оваа земјоделска Во таа насока и побарање на фармерите од годинава, апликантите прво ќе склучуваат договор за набавка на приплоден добиток, па дури потоа ќе набавуваат добиток. Оваа мерка е креирана и планирана заедно со сточарите, но исто така и со поддршка од купувачите на млеко. На овој начин им помагаме на сточарите да бидат сигурни дека дел од вложените пари за реализираната инвестиција ќе им бидат вратени. Очекуваме ова мерка да создаде услови за обновување на генетски потенцијал на сточниот фонд, што директно ќе влијае и врз големување на продуктивноста на сточарското производство и на севкупниот развој на оваа гранка. Падот на бројките во сточарството мора да го сопреме и заеднички со сточарите работиме на соодветни мерки за развој на оваа гранка. Во изминатиот период, а со цел јакнење на овој сектор, за прв пат објавивме наменски оглас за државно земјоделско земјиште под закуп до 3 и над 3 хектари за сточари за производство на добиточна храна. А паралелно во корис на земјоделците направивме измени и дополнување во Законот за државно земјоделско земјиште, се со цел создавање на поволни услови за раст и развој на домашните земјоделци. Оваа година за 10% ги зголемивме субвенциите по грло на сточарите за развојниот потенцијал, кои се пак клучен фактор во процесот на млекопроизводството. Во таа насока, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку програмата за финансиска поддршка во земјоделство за годинава како поддршка на млеко производство добиваме субвенција од 3,5 денари за литар предадено сурово кравјо млеко и 4,5 денари за литар предадено овчо и козјо сурово млеко во преработувачки капацитети. Министерството ќе продолжи со креирање на мерки и политики за интензивирање на развојот на примарното производство, подобрување на квалитет на сурово млеко, како и прилагодување на учесниците во синџерот кон пазарната реалност и согледување на потребата од што подсрста взаемна организираност и поврзаност. Сметаме дека сточарството е еден од најважните сектори во земјоделство и затоа во следниот период силно ќе се фокусираме на овие мерки и политики кои ќе овозможат зголемување на стадата. Благодарам.